Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во новата сезона на Независна зона. Јас сум Бојана Спасовска, а во оваа епизода ќе зборуваме за предизвиците со кои што се соочуваат македонските бизниси, како се справуваат со нив и дали условите што ги нудат се доволни за работниците да останат во земјата. Наш вечерашен гостин е Миле Бошков, претседател на Бизнис конфедерација на Македонија. Добро вечер и добро дојдовте. Благодарам на поканата и вам и посакувам добро вечер. Господине Бошков, Бизнис конфедерацијата е организација која ги представува интересите на микро, малите и средните компании. Па каква е состојбата во бизнис заедницата? Со какви проблеми се соочуваат овие компании? Па генерално сите компании во Македонија, а особено малите и средните компании, пред се имаат проблем со финансиската стабилност и со ликвидноста, односно со обезбедувањето на средства. Меѓутоа исто така и со тековни потешкоти кои директно влијаат за водењето на бизнис, од сферата на лиценци, јавни услуги, не можам да заборавам да кажам и дисциплината која имаат доверителите и купувачите во еден трговско-економски однос, особено кај малите и средните предпријатија, така да се соочуваат од разничен вид на проблеми, може се каже, во работењето. Така, колку државата создава услови за развој на компаниите и да им даде реална и ефективна подршка? Па, државата секогаш настојува да подготви подобра клима за водење на бизнис. Еве, ова најновото што се случува во моментот е реформската агенда, план во рамки на планот за раст и намалување на 50 од 100 најтешки процедури за водење на бизнис. Сето тоа е во рамки на една иницијатива и какво да се подобри на бизнис заедницата. Меѓутоа секогаш има предизвици, проблеми кои наидуваат попатно. Во нашиот случај, така ќе го кажам, во нашиот случај мислејќи на македонската економија, станува збор за разни процедури кои се однесуваат баш на секој сектор. Нема посебен сектор во кој можеме да издвоиме дека негде е подобро, негде е полошо, туку едноставно има предизвици во секој сектор од различен карактер. Имаме ли успешни бизниси во Македонија? Да, има успешни бизниси и тоа некои компании кои напредуваат и кои имаат голема историја, дури од минатиот период на социоекономски општествено уредување. Меѓутоа има и ново создадени компании кои навистина знаат како да работат и како да создаваат подобра одржливост, бидејќи не станува збор само за капитал или за генерирање на голем профит, туку исто така и за обезбедување на одржливост. Така, колку е тешко денеска да се отвори бизнис и да се гради тој, особено во услови кога имаме инфлација, големени цени на се? Потешкотијата за отварање на бизнис и одржување на тој бизнис не е само во цените и во инфлацијата, туку пред се во знаењето како да се води бизнис. Најважно е дека треба идејата за бизнис или пак концептот за водење на бизнис, ако не станува збор за нова идеја, дека треба да биде пред се добро размислен и да се пресметаат сите можни опасности. Секако за можностите секогаш треба да се збори да бидат водилката на еден бизнис, меѓутоа опасностите и слабите страни, вклучувајќи ги и тие самите што размислуваат, односно тие кои се сопственици, менаџери или група на луѓе кои се собрале да направат бизнис и да бидат свести дека без оглед на тоа што се надеваат за најдобро, дека може да се случи и некоја опасност, тој животен пат на тоа предпријатие да престане. Иако морам да испратам порака дека секој пат постои и втора шанса и трета шанса, само треба да се има волја и да се верува. Каква состојба така е со занечиството? Занечиството е, можеме да кажеме, најважната гранка, бидејќи ја има во секој вид на водење на бизнис, па дури оваа емисија генерално
се потпира на искуства и на вештини, на занает кој го имате вие во вашето студио. И занаетчиството е категорија која мора да се одржува, без оглед на тоа дека во последно време е популарно да се кажува дека изумира, меѓутоа никогаш не изумира, додека постои вештината во рацете и во умот, не постои опасност за занаетчиството. Меѓутоа, одредени занаети, кои ги заменуваат одредени нови технологии, нови знаења, нови состојби, тие навистина изумираат, меѓутоа искуственото знаење постои и ќе постои, и формата на организирање на занаетчиството може да биде променета. Занаетчијата е секогаш занаетчија и во компанија која има вештачка интелигенција, меѓутоа и во компанија или во занаетчиски дуќан кој работи со чекичи, со од некој друго орудие. Каква поддршка им е потребна баш на тие занаети што изумираат на некој начин или се заменуваат со нови технологии па им треба никаква поддршка? Може да се вземе во предвид секаков вид на поддршка за да остане или за да обстои тој занает, може да биде традиционален, кој развива нашата култура, меѓутоа може да биде и занает кој му треба надградба, надоградба, подобрување, подобри услови и така натаму. Кај нас во Македонија Министерството за економија е надлежното министерство за грижа и за подобрување на состојбите во занаетчиството. Сметаме дека и занаетчиските комори во градовите низ Македонија, меѓутоа и Националната занаетчиска комора, дека морат да бидат погласни, поприсутни и поинтензивни во своето представување и во презентирање на важноста на занаетчиството и вклучување во секој сегмент од секојдневното живење. Така, дали предприемништвото е развиено кај нас? Развиено е, меѓутоа секој пат му недостасува одредена, така ќе кажам, инекција за да биде подобро разбано и подобро финансирано, бидејќи предприемач може да биде и младо лице, меѓутоа предприемач може да биде и возрасно лице со многу поголемо искуство, а да влегува во базирано на своите вештини во предприемништвото, во тие води. И генерално треба поддршка и од државата во делот на поддршка на предприемништвото, ако станува збор во компилација со или комбинација испретплетено со нов бизнис или со ново искуство или со старо искуство, а нов бизнис, тоа треба да се препознава и треба да наоѓа нови форми на поддршка, на финансирање за да може да биде одржливо. Предпоставувам и едукација. Секогаш, да, знаењето, формалното, неформалното и информалното, пренесеното знаење, де факто е најважната алка во тој синџир на знаење кое го потикнуваат предприемништвото. Меѓутоа, предприемништвото не мора да значи дека мора секогаш да оди во насока на отворање на нов бизнис или треба да биде поврзано со некоја си економско приходна дејност. Тоа може да биде дел и од науката и од образованието во одредени сфери од општеството, кое повторно може да генерира пред се одржливост и задоволство за тој што го прави тоа, или таа група на луѓе кои се здружиле да се занимаваат со предприемништво и да понатаму да обезбедат една сигурна екзистенција и одржливост. Така, на почетокот ги споменавте и предизвиците со кои што се соочуваат компаниите, па имаме ли, се чувствува ли тој сериозен недостиг на работна сила и како тоа влијае на компаниите? Компаниите мора да препознаат да ја препознаат таа потреба од нивно обстојување. И кога станува збор за работната сила, тие мора да знаат дека на работна позиција, вклучувајќи ги луѓето, има свој животен тек и дека мора да се развиваат во насока на или да се свести дека исто така е во нас во паралела со
животниот процес. Некогаш се достигнува врвот, меѓутоа некој пат поради одредени состојби нели се стагнира во напредокот и сметам дека морам понатаму да постојано да се вложува за да може да се обезбеди сигурност, стабилност, одржливост и обстојување на тој бизнис. Поврзано со работната сила, луѓето треба да се негуваат, луѓето треба, особено работниците кои работат во една компанија или во некоја јавна институција, треба постојано да бидат негувани, и тоа не го кажувам попусто, за да може да бидат задоволни и да напредуваат и да создаваат одредена припадност или да создаваат кај себе одредена важност дека создаваат нешто. Бидејќи односот со работната сила секој пат е поврзано со создавање на нешто, не станува збор само за продукт, производ, услуга, туку и за вредност, која има сериозна вредност и за тој што ја создава и за тој што ја користи. Така да луѓето се најважни, без оглед на тоа што ние живееме во време на дигитализација, вештачка интелигенција, сега во последно време роботика и така натаму, меѓутоа луѓето се најважни. Што е тоа што им недостасува на работниците? Со какви проблеми се соочуваат? Еве, каква е состојбата со работничките права? Па тоа се она што сега ме прашате за две работи. На работниците секој пат им недостасува поголемо задоволство и поголема безбедност на работа. Јас како представник на работодавачите на дел од бизнис заедницата секој пат мислам дека менаџерите и сопствениците се тие кои треба да обезбедат подобра работна средина и подобро разбирање на условите за работа визави работниците. И сметам дека може да се подобрат состојбите исклучиво вложувајќи во работната состојба, работната околина, обкружувањата и така натаму. Работниците треба да бидат секогаш на прво место за да може да бидат задоволни, меѓутоа за да бидат обучени, а сето тоа води кон добро продуктивни и од корист прво нивна, а потоа и таму каде што работат. Така, во однос на работничките права, со какви се прекрашувања се соочуваат се уште? Ова е тешко прашање, бидејќи тешко прашање. Има разни состојби и не може да се генерализира дека работниците, на сите работници им се кршат работничките права од работниот однос. Или на сите работници им се кршат работничките права од законот или од условите во кои работат, односно законот за безбедност и здравје при работа. Или пак во делот на образованието, или по делот на кариерното напредување и така натаму. Точно, да, но оние состојби кои што се уште присутни. Меѓутоа присутни се некои си состојби кои се тесно и директно поврзани со нашата култура, со нашиот менталитет, а она што тлее во светот на работата и во светот на работните односи, а не постојано се говори за тоа, тоа се односот помеѓу работодавач и работник, и тука постојат разни форми на дискриминација, разни форми на омаловажување, разни форми на неподржување на работниците, разни форми на незнаење и постапки де факто од незнаење. Разни форми на недостаток на воспитание и од тоа се прекршуваат работните односи или трудовиот однос во било кој однос, дали станува збор во приватниот сектор или во јавниот сектор, постојат нарушувања, проблеми, онака како што кажавте вие, каде се кршат работничките права, може да се кршат во секој еден однос, во секој еден чекор, во секој еден поглед, во секоја една комуникација, особено ако е физичка,
така да или пак во не исполнување на правата и обврските кон двете страни, не само кон работниците, така да постојат, да кажеме, море од можности каде што се прекршуваат работничките права. За жал, заради овие состојби кај работодавачите и од приватниот и од јавниот сектор, кои се случуваат и кои тешко се контролираат, а ова морам да го кажам сега, ми падна на ум, дека и од работниците кои не знаат дека имаат права, а не ги остваруваат. Така, како да се надмине овој проблем? Со сериозно присуство на сите вклучени во социоекономскиот живот, да не ја ставиме адресата на синдикатите, туку едноставно свеста на луѓето дека општеството, граѓаните, семејството, децата, своите во нашето семејство, во туѓите семејства или во останатите, лошо го кажав, во туѓите, дека се важни и дека сме дел од општеството кое треба заедно да го градиме, а не да го искористуваме само за личен интерес. Така, ако ги споменавме проблемите на работниците во приватниот сектор, дали сметате дека платите денеска се доволни за еден достоинствен живот? Сето тоа е релативно поради одредени состојби во животот наложуваат сериозно, да кажам, материјално исцрпување, а од друга страна може да бидат и нормално луѓето може да живеат во една разумна, оптимална потрошувачка средина кои самите ја создаваат. Така да платите секогаш може да бидат повисоки, секогаш се недоволни, меѓутоа од аспект на работодавачи и од аспект на познавање на состојбите кај работодавачите и начинот на кој се води бизнис, мора да се работи на добро размислување како да се оптимизираат трошоците и работата во бизнисот, за да може да се обезбеди посериозни, поодржливи и поголеми плати за работниците. Дали ги подржувате синдикатите за барањата за повисока плата? Да, најважно е дека ние со синдикатите сме на, барем нашата организација и јас, сме на иста страна во врска со платите, меѓутоа имаме состојби кои не го отсликуваат тоа баш на овој начин на кој го кажувам. Одредени работодавачи не се согласуваат, бидејќи навистина не можат да обезбедат поголеми плати. Од друга страна, има работодавачи кои може да обезбедат поголеми плати, меѓутоа имаат култура на која не би им завидувале. А има и самостојни вршители на дејност и занаечи, оние што ги спомнавме на почетокот на емисијава, кои, имајќи во предвид дека не се сите стационирани во економскиот мотор на државата во Скопје, туку во други градови, каде што економијата и потребите се помали, и не може да обезбедат толкави плати. И можеме да кажеме дека институтот минимална плата е добар за гаранција за работниците, меѓутоа исто така и е добар за добра злоупотреба од страна на тие кои може да платат поголеми плати, а не го прават тоа. И мислам дека баш со овој подкаст сме им спратили и порака дека сме свесни дека се прави тоа. Така и бизнис заедницата ја истакнуваше ниската продуктивност како причина за ниските плати, дека нашите работници не се продуктивни, па каков е вашиот коментар на ова? Околу продуктивноста, знаете, еве ќе земам пример за вашите гледачи од ова студио. Околу мерењето на продуктивноста и системот на кој начин го мериме, ја мериме продуктивноста во овој подкаст. Дали тоа сме го направиле доволно на време, дали е тоа доволно исполнително, колкав е вашиот физички, умствен, професионален ангажман и колку ви е добар соговорникот. Од тука се мери продуктивноста, дали подкастот
има добар резултат и врз основа на добриот резултат да се измери која е вашата улога и дали сте задоволни и вие, и ако имате работодавач за кој работите на оваа емисија, да биде задоволен. И така во одреден погон во фабрика, дали тоа било во металургијата или во прехранбената индустрија или во текстилот и така натаму, или пак во некоја си друга дејност, каде што можеби вредноста се мери исклучиво од добриот резултат кој може да биде на долг рок. И затоа кога спориме, ова не го говорам случајно, ова го говорам за да дојдеме до моментот дека во нашата земја многу малце се знае како се мери продуктивност. И само сега ние дадовме пример низ разговор, меѓутоа ставот на работодавачите, особено тие кои изричито повторуваат неколку повторуваат ниска е продуктивноста во разни изјави, во разни состојби. За жал, поголемиот број од тие што ги дават тие изјави, навистина не знаат ни како да ја измерат продуктивноста, без оглед на тоа за кои сектори станува збор. И нормално морам да кажам, со честни исклучоци има компании кои многу добро ја знаат да измерат продуктивноста и затоа нивните вработени знаат колку работат, или се задоволни и продолжуваат да работат во тие компании, или нормално е дека ги напуштаат тие компании, и затоа може да се мери многу едноставно во кои компании во Македонија има флуктуација на работната сила, во кои компании може да видите дека некои одбележуваат по 10, 15, 20 или 30 години стаж. И тоа е многу лесно проверливо или пак е индикатор за кој како се грижи за своите работници, вклучувајќи и продуктивност. Дали компаниите вложуваат во обука, во унапредување на работните процеси со цел и работниците да станат попродуктивни? Одговоров малце ќе ми биде со провокација, а тоа е дека голем дел од компаниите вложуваат во своите работници, меѓутоа тоа не им е признаен трошок. И тука ќе го завршам овој дел на цитатот. Испративме порака од тука дека треба нешто да се менува во однос на потикнување на обуката кај работниците. Ние како Сдружение на работодавачи вообичаено сакаме да кажеме дека компаниите мора да најдат начин како ќе се договорат со работниците, особено со оние во кои вложиле сериозни средства за да бидат обучени, и како тоа ќе го искористи компанијата на долг рок визави тој работник или работничка која биле на обука. Компаниите вложуваат, затоа треба да бидат свесни дека вложуваат, дека секој ден исчекори поминато време или вложено време или вложени средства во обука, дека тоа треба да го бележат, за да можат после да направат и една состојба на институционална меморија како се градела компанијата, како се граделе работниците, и од тоа да извлечат поука како се рефлектираат тие односи. За да може да на крајот кога би правеле анализа, да знаат дали погрешиле, дали не погрешиле, дали оваа политика на обука на работниците е добра или не е, дали тоа се однесува на резултатот на компанијата или не се однесува, на задоволството кај работниците или не, и така натаму. Од тоа незадоволство доаѓаме и до масовно иселување, па колку тоа влијае на компаниите? Масовното иселување, ако ние се сметаме за се поаѓаме од аспект на економија, ако ние разбираме дека сме пазарно, слободно пазарно општество, дека секој еден човек кој излегол од земјата, де факто го намалува го намалува економскиот обем во земјата. И таму каде што стекнува одредени услови за подобар живот или подобра работа,
де факто во истата таа мера и придонесува за тоа општество. Меѓутоа тоа е генерална состојба во која сите ние треба да се грижиме, меѓутоа државата да излекува поука. А од друга страна, младите или луѓето одбира да работат на друго место надвор од нашата земја, затоа што таа одлука не е поврзана секогаш со платата или со безбедноста за работното место, туку е поврзана со лепеза, така ќе ја наречам, на услови кои го гарантираат доброто квалитетно живење или пак го нарушуваат тоа замислено добро и квалитетно живење. И како претходно што рековме, и во врска со големината на платите, начинот на живење и стилот на живење некој пат е личен избор, некој пат е дел од состојбите во животот и некој пат е дел од начинот на кој живееме со сите наши состојби и придобивки и квалитет на кој начин живее. Така, кога зборуваме за проблемите на македонските работници, дали се уште е присутна работата без договор, исплата на рака и слично? Со самиот факт дека има некои податоци дека помеѓу 25 и 35% во Македонија економијата се базира врз сивата економија, и во таа сива економија или во таа црна економија или непријавена економија не станува збор само за работни односи, туку станува збор и нормално за незаконско приходување, а така ќе го наречам. И можам да кажам дека состојба која ни пречи за да може да имаме реална слика врз и работниот однос, и врз основа на платите, и потешкотиите за водење на бизнис, па дури и за некој поголем исчекор социоекономски, културен и така натаму. Така да секогаш може да се најде една подобра состојба за да може да се управува. Дали работниците препознаваат кога се експлоатирани? Што покажува праксата? Тоа е интересно. Пред малку кажавме дека не секогаш се свесни за своите права и обврски, меѓутоа околу експлоатацијата има трудова експлоатација која дури се заснова на одредено заплашување, искористување и нелегални дејствија. Дури има и примери каде што се одземаат и пасоши на лица од странство кои доаѓаат. Има трудова експлоатација која е нелегална, па дури имаме и проблеми во социјалната евиденција на одредени лица во земјата, а генерално како експлоатација и како однос кој, ако не е регулиран, тогаш е експлоататорски однос, особено во трудоинтензивните дејности, каде што работниците мора да бидат свесни дека имаат права, без оглед на тоа што може би се наоѓаат во безизлезна состојба, меѓутоа имаат права, а од друга страна работодавачите или тие кои ги најмуваат треба да знаат дека станува збор за луѓе кои не може да ги експлоатираат, ниту пак да бидат надредени. Може би кај нас тој однос кој ние го институционално го заведуваме како работен однос, пред се треба да биде взаемен човечки однос, па потоа да се разговара за одредени институти кои ќе го подкрепат тоа. Експлоатацијата е застапена кај нас се уште и препознаена кај работниците, меѓутоа недоволно истакната и недоволно пријавена да бидат санкционирани од ние кои ја користат. Во однос на ова, дали младите се повеќе информирани и похрабри
кога станува збор за барање на своите права и кажување кога нешто не е во ред? Младите се одлични во својата слобода на изразување, вклучувајќи ги и работниот однос, така ќе кажеме, или пак работните ангажмани, без оглед на тоа дали станува збор за експлоатација или за редовен работен однос или одреден ангажман. И младите треба да се следат, да им се следи примерот, бидејќи тие се мотивот на промената, тие носат промената, па дури и кога станува збор за искуствени односи како што се од работен однос или од трудов ангажман. И има добри примери, меѓутоа би сакал сите млади да можат да ги слушнат тие примери, особено од катедрите на правните факултети, каде што знаеме дека идните правници се многу добро запознаени и за трудовото право, и за трудовата легислатива, и за обврските, и за постапките. Можеби е потребно само поголемо информирање и за тие што не може да се дозволат да бидат високо образовани, или тие веднаш после одредено образование имале потреба да работат. Има млади луѓе и во тие, и дека треба да бидат информирани и да бидат слушнати од овие веќе што го знаат. Кога зборуваме за трудовата експлоатација, присутна е се уште и детската трудова експлоатација, па во кои форми најчесто и како да се надмине ова, да се реши овој проблем? Јас, да бидам искрен, многу често забележувам нешто што би требало кај другите луѓе да биде тоа симпатично. Во занајчиските дуќини се уште гледаме деца како работи, извршуваат одредени работни задачи, со оправданието дека тие во моментот учат и придонесуваат за своите вештини, меѓутоа тие мора да имаат навршени 15 години и 6 месеци за да може да бидат таму. Во земјоделието не можеме да ги следиме, особено децата на бабите и на дедовците од приградските места на живење во Македонија, земјоделци кои заедно работат во полињата и обработуваат некакви култури. Го има тоа и во одредени други сектори. Некои работат на вистина за да можат да заработат, бидејќи има таква социјална состојба, меѓутоа одредени работат за да заработат, а не знаат дека со тоа го нарушуваат прво своето достоинство, прекршуваат закон секако, меѓутоа и на крајот на криштата се соочуваат со опасности не само да бидат омаловажени и злоупотребени, туку и од делот на безбедност и здравје при работа, што ако се повредат. Која е гаранцијата за нивно протоколарно легално лечење, или пак ако стане збор за, не дај Боже, инвалидитет. Тука завршува секое едно оправдување зошто некој работел, зошто некој дете работело и во кои услови. Дали институциите го следат това и реагираат? Министерството за труд и социјална политика и инспекторатот за труд се надлежни да го следат. Меѓутоа, не знам колку имаме ние моќ и свест сето тоа да го следиме секаде, особено сега тука покрај Скопје на Китка планината во моментот е сечење на дрва за следната сезона и од кај да знаеме колку деца работат сега во моментот недалеку од тука, или пак во угостителството или во некоја си друга дејност каде што има детски труд. Во однос на подобрување на работничките права, каква е вашата соработка со синдикатите? Ние со години и се изградивме доверба со синдикатите, со најголемите синдикати
и со останатите нели кои се во рамки на големите синдикати, и со Сојузот на синдикати, и со Конфедерацијата на слободни синдикати, негуваме прво взаемна доверба околу концептот на практикување на социјалниот диалог. За нас како бизнис организација е многу лесно постоењето и комуникацијата со синдикатите, бидејќи никогаш во нашата историја не сме имале сокриени цели и идеи. Дури кога се разидовме околу минималната плата, се разидовме со тоа дека имаме шанса да се договараме, дека состојбите се такви какви што се, и дека стововите на синдикатите во овој конкретен случај се јасни и чисти и честни, и состојбите кај работодавачите се јасни, чисти и честни. Сега вообичаено сакам да кажам особено или освен кај тие што не се. И тоа е нормално и порака до одредени луѓе кои ме знаат, кои ќе го следат подкастов, дека ова го кажувам со намер. Во однос на комуникацијата е беспрекорна со синдикатите. Нашата идеја е постојано да разговараме за секое прашање посебно, во секој сектор, за да можеме да го развиеме секторскиот социјален диалог. Бидејќи генералното преговарање, унапредување и креирање на обврските и на правата, или од страна на работодавачите и од страна на синдикатите, е сериозно нарушено со самата поставеност дека е тоа на хоризонтално ниво. Ние би оделе длабоко во секој еден однос, па дури и во индивидуален однос, кој може да биде пример за се ово што го разговаравме денеска, дека може да се регулира врз колективно договарање или некој си опширен договор за работен однос, или пак дури и непишани правила кои може да креираат корпоративна и работничка култура. Така, дали владата треба активно да посредува во преговорите за плати, за подобри услови, или да ги остави работувачите и синдикатите сами да преговараат? Оно што го направи владата наназад, ние тоа сме го сонувале околу бипартитното преговарање за сите услови помеѓу работодавачите и работниците. Во било кој сектор, на било кое ниво, во било која дејност. Бидејќи најдобро знаат како да комуницираат тие работници со тие работодавачи кои се во одреден однос. Останатото влијание секој пат може да има политички предзнак, или да има неразбирање, или да има премногу разбирање, па наметнување на состојби за кои не се подготвени ни работодавачите ни работниците, така да по примерот на британскиот социјален диалог, каде што владата или државата само ги потврдува, ги запишува и ги утврдува договорените состојби на работодавачите и работниците, можеби тој пример е најдобар. Не дека германците се подалеку од тоа, тие имаат илјадници колективни договори во разни сектори со разни компании во разни дејности, а ние за жал среќа на синдикатите од јавната администрација кои покриваат и ги заштитуваат правата или се одговорни за правата на работниците од јавниот сектор, среќа наназад неколку месеци подпишаа многу колективни договори, затоа што во приватниот сектор недостасува културата на преговарање, договарање и утврдување на одредени заеднички интереси помеѓу работниците и работодавачите. Ке надополнам, иако може би имаме уште да разговараме, меѓутоа пример големи компании во Македонија, дали во слободните економски зони или во националната економија, многу малку присуство на синдикати во приватниот сектор. Која е вашата порака до работодавачите со цел да ја подобриме состојбата со работничките права? Секој работник
да сметат на секој работник како дел од своето семејство. Без оглед на тоа што ова звучи многу општествено одговорно и за некој можеби утописки, меѓутоа ние сме во состојба во која треба да бидеме свесни за нашата важност за тоа што го правиме. Дури и ова што го разговараме ние, со вашите колеги и ние конкретно двајцата, дека мораме да испратиме порака која ќе побуди свест, ќе ја потикне, некој ќе препозне дека подобро го прави ова од ние што го разговараме, или ќе испровоцира некого да почне да размислува да ги унапреди работничките прави, унапредувајќи ја својата околина или пак условите за работа во својата компанија. Во што треба да вложува државата за продуктивна и конкурентна економија? Во знаење, во упростување на процедурите и во уважување на идеите на сите засегнати кои мислат дека може да придонесат со нивното работење. Државата ја има најважната улога, а таа е да создава услови за добро да се живее во земјата, вклучувајќи и доброто безбедно работно место. И за крај, каде ја гледате Македонија за следните 10 години? Интересно е ова. Негдека понапред во евроатланските интеграции, негдека поприсутна на глобалниот пазар, како на западниот, така и на источниот, и со многу повеќе среќни луѓе кои навистина одлучиле да работат тука и да создаваат семејства и да создаваат иднина, подпирајќи се на децата кои треба да ги негуваме. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам на поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас. Продолжуваме да им даваме простор на луѓето кои јавно зборуваат за проблемите што многумина секојдневно ги чувствуваат. Пријатна вечер и останете со нас.